Започнавме процес на системско решавање на проблемите кои во минатото ги оставале да се таложат, ги пикале под тепих, водејќи исклучиво грижа за своите лични интереси. Наместо со импровизирани скапи набавки на двокатни дизел автобуси, јавниот транспорт го решаваме системски, подобрувајќи неговата одржливост. Со поддршка на владата ја започнавме процедурата за обезбедување на средства за изградба на така наречениот траклес трам. Овој систем подразбира воведување на технологија неколкукратна побрзо во јавниот транспорт. Но оваа приказка не започна тука. Веќе се на пат 33 најквалитетни нископодни единечни и дводелни автобуси на газ, кои веќе од февруари следната година ќе почнеме да ги гледаме еден по еден на скопските улици. Сето ова, драги мои, гарантира дека 2 години од сега ќе имаме повеќе корисници во јавниот транспорт со зголемена ефикасност и подобрени еколошки перформанси, што автоматски значи и помалку потреба за возила на улиците. Веќе сме започнати со имплементација на процесот на системско решавање на хигиената во градот. И веќе можете да ги видите и новите контейнери на улица, но тие се само почеток во овој процес. Допрва следува средувањето на хаосот со комуналниот отпад во градот. На крајот на овој процес, отпадот ќе се селектира со можност за негово рециклирање и рационално искористување. Во овие 2 години го решивме проблемот со криминалната концесија на депонијата Дрисла и во многу скоро време градот ќе го превземе незиното управување, а сето ова со цел да изработиме модел кој што ќе гарантира паметно управување со отпадот. Влезени сме во војна, која што не може да има поинаков крај освен наша победа. А таа војна се вика системско решавање на аерозагадувањето. Затоа што го дишеме истиот воздух, а нашето здравје и здравјето на нашите деца нема цена. За само 2 години превземавме 28 нови мерки кои што видливо го намалуваат аерозагадувањето на краток, среден и долг рок. Го формиравме ГЕС кој работи за превземање на топловодната мрежа паралелно со процесот на гасификација. Ова ќе значи повеќе корисници на парно грејење, повеќе корисници на грејење на газ, а помалку активни оджаци во градот. Сериозно се засилени инспекциите и зголемување на бројот на казни за загадувачите и сето тоа луѓето го гледаат и луѓето го знаат. Вкупно 13 од 23 средни училишта сега веќе имаат нови енергетски ефикасни фасади. Извршивме обука на оджачари и затоа сега можеме да го субвенционираме чистењето на оджаците во Скопје. Субвенциониравме набавка на печки на пелети, инвертери, клима уреди, велосипеди, тротинети. За прв пат воспоставивме систем на спречување на палење на огнови на отворено и систем против палењето на стрништа. Исчистивме безброј диви депонии. Изградивме над 20 километри нови велосипедски патеки во овие 2 години. Во срцето на градот, во малиот Ринг, отворивме 2 нови паркови и првиот вистински зелен кров во Македонија. Обновивме над 300.000 метри квадратни зеленило и чекор по чекор имаме видливи резултати. Секојдневно, почитувани, покажуваме дека активно водиме грижа за јавниот интерес, што не беше случај во не така далечното минато. Градските улици и булевари се градат и реконструираат многу побрзо и многу поевтино од порано. Ги ослободуваме тротоарите и велосипедските патеки од возила. Сетете се само, ама сетете се, како изгледаат тротоарите на улица Даме Груев, Партизанска спроти Соборен храм, тротоарот кај зградата кај пошта и многу други јавни површини во нашиот град. Го зголемуваме јавното зеленило и отвараме паркови во речиси сите скопски општини. Затоа што сите сме исти, затоа што секој е важен. Сетете се како изгледаше просторот кај Филхармонија до пред 1 година, препон со коли и кал од паркирања. Денеска е полн со луѓе и зеленило. Покривот на ГТЦ беше детектиран како топлотен остров, сега е полн со луѓе и зеленило. А културниот живот
културниот живот во Скопје е посебно приказна. Особено во летниот период кога организираме концерти на отворено, кино на отворено и ред други културни содржини кои што беа одлично посетени. А преку зима, дали треба да ви го споменувам Винтерленд? И еве сега, кога сме кај културниот живот, дозволете ми да ви направам една најава, бидејќи во буџетот за 2020 централниот буџет заедно со владата обезбедивме, а веднаш после Нова година започнуваме изградба на универзалната сала во Скопје. Ме знаете добар дел од вас. Ова се само статистики за кои што вообичаено не знаеме доволно добро да се пофалиме. Луѓето често ми велат: многу работиш, не ти чини пиарот, не се фалиш. Еве ги прочитавме за само 2 години. Да не ги споменувам булеварите 4 кои што се градат во овој момент. Никогаш во Скопје од 1963 година наваму не се граделе 4 булевари паралелно. Ама ние не се фалиме. Ние не се фалиме затоа што за нас тоа е редовна работа.